Почитувани гледачи, добро вечер. Добредојавте во уште едно издание на емисијата Проверитас, платформа за борба за вистината. Вечер имаме на вистина еден повторно интересен гостин, за кој што можам да кажам дека има богата 23 годишна активна кариера. Негде почна во 2003 година со песната Живеј со прашањето. Победи на Макфест во Штип со песната Немам одбрана. Има настапувано на избор за Евровизија. Првиот албум издаден 2005 година под назив Целосно ти припаѓам. Исто така позната и во водителските води. Својата кариера ја започна како водител во емисијата Рефреш, а беше автор и на една многу популарна емисија наречена Улица Македонија, која траеше 4 сезони и имаше 99 епизоди. Добро вечер за Бојана Скандировски. Добро вечер, Александар. Ти благодарам на убавата најава. Па добро, не е лошо за 23 години. За 23 години морам да признам, Бојана, дека импресивно вака CV за некој кој што се бави со јавност. Еве, место авизо на денешна емисија, место вака вовет и почеток еден, ќе пробам нешто да изрецитирам. Нешто многу свежо, многу фрешко. Ако е вчера минато, ако е утре иднина, денес е мојот живот под ова небо сино. Дома ќе го живеам. Или ова се мои дворови, ова се мои зборови. Ова е моја земја и мириса на темјан. Наше е и тоа ќе трае. Ова е нешто што отприлика 30 часа веќе го има во македонскиот етер. Така е, така е. Насловено е како Роде мој. Така е. Ајде да чуеме од Бојана за што станува збор. Јас сум импресиониран, го слушав пред почетокот на емисијата, овој еден прекрасен спорт. Што е Роде мој? Што представува? Роде мој е подарок за нашиот народ, за македонскиот народ, од група на борци за Македонија, музички борци за Македонија. Тоа се моите колеги од проектот Македонија во срцете носиме. Свативме дека во овој даден момент, во целата атмосфера во која што живееме, на оваа земја и на музичката култура и должиме едно дело во кое што ќе го опишеме менталитетот на овој прекрасен народ и ќе му порачаме дека малку повеќе треба себе си да се сака. Така и насловот Роде мој. Па понатаму како продолжува, нели? Роде мој, почни сам да се сакаш. Почни сам да се сакаш. Нешто што ни фали можеби овде. Многу успеа да собереш многу познати популарни имиња. Никогаш толку дуети на едно место. Со оние луѓе, значи Зуица, Наум. Така е, јас сум горда. Горда сум што сите мои драги колеги се во дел од оваа приказна, особено сум горда што направивме авторска песна која што ќе ја подариме на Македонија и особено сум среќна што мислам дека сватив дека публиката сака соработка. Сака соработка меѓу пејачи, а ние во оваа песна направивме 5-6 дуети, значи пееме сите дуетски делови и ми е драго што мојата идеја и нашата идеја испадна дека е добра и во иднина треба повеќе да ја практикуваме. Па гледајќи во последниве 30 часот кога е во реакциите се одлични. Силен потенцијал да стане огромен хит ова, заради тоа што гледаме и како песна и да не забораваме музиката ја напишал Никола Мицевски, текст на Порче Нечовски, така е, режија на Бојана Скандировски, така натаму. Отприлика тоа се луѓето кои што останаа за проектот. На иста фреквенција сме, тоа е многу важно затоа што за да правите некакво дело треба да се меѓу вас да се на иста фреквенција, да сакате да правите иста работа. И не само јас, него и сите мои колеги, значи сите ние пулсираме со една иста енергија во која што сакаме да покажеме дека Македонија и македонската музичка сцена има огромен потенцијал како што имала и во минатото. И мислам дека оваа песна сакам да биде песна да живее во народот, не да биде наша, да биде на народот песна. И се надевам дека ќе го постигнеме тој ефект. И тоа е успех на една песна. Ние во последно време имаме многу фестивали во Македонија, меѓутоа не излегуваат песни кои што одат меѓу народот. Не го слушаме народот, Александар, знаеш како ние некако се водиме по некои трендови и мислиме дека тоа што во околината се прави е тоа што е актуелно. Многу малку си го слушаме народот и многу малку гледаме што му е потребно на народот. Значи народот праќа порака емотивна реакција и така натаму, и ако го слушате и му го даете тоа за кое што е гладен, тоа ќе помине добро. Тоа е моја некоја филозофија. Дали тоа беше повод тебе да се случи за мене еден пред се голем патриотски проект насловен како Македонија во срцето те носи? Да.
Да, 1000 пати да. Нема ниту една друга причина зошто е направен. Единствена е причина е само таа љубов и да ја покажеме дека во Македонија, низ историјата на нашата македонска музика, не сме ние први кои што ја носиме во срцето и за која што пееме. Тоа го правеле генерации доајени пред нас. Ние само ја продолживме истата патека. И некако во ова време на толку многу влијанија свативме дека новите генерации, младите деца кои што висат на социјални мрежи и слушаат музика на дигитални платформи, треба да им дадеме македонски производ, она што си го носиме во геното, ама спакувано во едно современо издание. И успеваме во таа идеја. Изгледа одлично. Да. Во секој случај препеавте многу добри стари македонски песни, ова што го кажуваш, нели малку со видоизменет аранжман. Точно. Можеби некој дел начин на пеење даде една свежина во целата таа приказна и буквално го продолжувате животот и опустот на сите овие претходни познати пејачи кои што биле. Така е. Сигурно да отпееш песна од, што знам, од Александар Сариевски, од такви Васка, доаѓени, од Гоце Николовски, од Јонче. Нели, пред се чест за интерпретаторот, Така втора работа така да држиш во живота уште е поголема работа. Како го прифатија проектот Македонија во нашето срце, твоите колеги, пеачите, композиторите? Дали го правеа тоа од што сакаа да го прават? Да, и екипата е така направена затоа што сите ние меѓу нас, меѓу себе знаеме дека сакаме тоа да го пееме и сме го правеле претходно во своји индивидуални настапи. Секој од нас, од тие колеги таму во својот репертоар има дел од овие песни, во некоја друга верзија ги имале во својот репертоар и некако природно беше да се собереме и да го направиме тоа во едно заедничко издание. Кој ги собра? Кој беше иницијатор? Ти? Па, јас, да. Јас и супругот, тој е продуцентот. Васко е продуцент, организатор на се во позадина, а јас сум некој креативен идеолог, заедно со Никол Чемицевски кој што ги изработува аранжманите. За неколку минути имаме на крајот. Да, мораме да го посветиме да не ми фати замерка, ќе рече не ме спомна. Се шегувам. Еден ден баш им се јавив и викам што викате на идејава да направиме нешто што народот го чека од нас, го пеат сите, ама дај да го направиме некако да го спакуваме поинаку и да им го дадеме. Сите беа воодушевени, мислам не можам навистина да кажам еден лош збор, не сум имала ни една непријатна ситуација и верувајте, успешен е само заради тоа што се сите влезени со срце во ова. Значи, тоа би беше чудно. Да. Сакам овие претежно што пеат условно кажано народна музика. Дали често пати било на репертоарот, меѓутоа пријатно изненадување за мене беше оние сите останати кои што пеат, нели, поп-рок и сите останати. Па да, Јаламбе, Тарабунов. И толку природно ви беше тоа, вака во душата се гледа дека од душа беше испеано, што во секој случај е едно големо браво од целата македонска публика за сето тоа што го правите, поготово за типови на луѓе како што сум јас, кои што секогаш велам дека нашето најголемо богатство е нашата музика, нашиот ритам, нашиот мелос, по кој што сме најпрепознатливи во светот. Точно. И кој што си го правиме од душата сами, нели? И на кој покрај кое ни симнуваат капа многу нации. Да, самите не се цениме некогаш овде еден што да ти кажеме на твој претходник во една од овие емисиите кажуваше колку пари на пример испумпуваат од Македонија други интерпретатори кога ќе дојдат овде, на кој начин сето тоа го прават, па кога се отвора таа приказна овде во Македонија од вас луѓето кои што сте директно погодени од целата таа, секогаш добиваме лоши коментари, види ги секој ден се послободен, види ги овие селјаци, па што сте вие подобри од што знам Цеца, сега да не етикетирам некој Томсон. Интересно е тоа. Ако ќе појдете таму во Србија, добивате еднаков третман од тие истите нивни мегазвезди како рамни на нив да сте. И од нивната публика. Да, така е. Ако ќе дојде во Македонија, па ние ги воздигнуваме, нашите ги деградираме. Што се должи таа работа? Па тоа е некој ментален склоп. Затоа и песната се вика Роде мој, почни сам да се сакаш. Тоа е пораката и тоа е идејата, зборуваме за тој ментален склоп. Чудни сме ние малку како нација, значи ние ги сакаме сите, отворени сме за сите, а многу сме тешки за своите дома. Не се сакаме. Па не знам дали не се сакаме. Не можам да кажам дека сите сме дека сите се такви, но се случува на пример постојан напад одредени луѓе, не знам поради која причина да секој пат прво би го одбрале тоа што доаѓа од надвор отколку тоа домашното своето или пак би го омаловажувале своето.
Тоа е како да се омаловажуваш себе си, нели? Сам себе, да. Сам себе да се негираш. Јас некогаш кога имам време, знам да си се подрасправам на социјалните мрежи со одредени луѓе кои што на пример ќе речат сега ти се буниш за музиката од страна, дека доаѓа нели во Македонија, па тебе ли да те слушаме? Па што песни имаш ти? Добро, викам, не мора мене да ме слушаш, еве ја не ти се допаѓа, можеш да ја слушаш, не знам, Елена Ристевска, можеш да ја слушаш Анета Љумаковска, можеш Андријана Јаневска. Така да, тие што не се свесни за себе си, односно го негираат своето, не сум јас проблемот или не е спасен проблемот. Проблемот е генерално перципирањето на македонската музика. Така. Ајде да се вратиме пак на проектот. Мене ми е многу интересно Да. Македонија во срцето носиме и ве следам сите што го правите. Благодариме. Не кажавме од почетокот на емисијата кои се луѓе вклучени твои колеги во Само да не пропуштам во овој никого. проект. Ако не, јас имам една листа Потсети ме. овде. 12 сме. Ќе видам каде запишав негде. Да, Ламбе Лабаковски, Сузана Спасовска, Александар Тарабунов, Наум Петрески, Зуица Лазова, Огнен Здравковски, Марија Спасовска, Спасен Силјановски и дали Зуица, пропуштив? ја кажав. Миле Кузмановски и мислам дека ги кажав сите. И Андријана ја кажа. Андријана Јаневска. И Андријана Јаневска. Да, и Ја Андријана оде Јаневска. по слики. Така е. Тоа е И дрим Андријана кој Јаневска. што го прави Македонија, нели, Да. во срцете носиме. Прва песна Роде мој, вчера. Заедничка. Заедничка, Така е. песна. Дали се работи нешто слично на Па, нешто некоја заедничка? ние веќе ги издадовме нели сите поединечни преработки, сега наред доаѓаат. Имаше песни стварно Да, онака да. прекројани. Сега наред доаѓаат заедничките соработки. Роде мој е првата заедничка соработка на сите заедно, а втората која што мислам дека ќе биде интересно изненадување за целата македонска јавност, особено за постарата генерација, ама и помладите ќе им се допадне, е култната Нема друга Македонија од Војо Стојановски. Своевремено напишано од Милан Завков, текст на Томислав Которчевик. Многу ни е драго што кога се јавивме во фамилијата на Завков, наследниците, со огромно задоволство беа што ќе ја преработиме оваа песна, а Томи Которчевик исто беше пресреќен и драго ми е, уште за нас е поголема среќа кога авторите кои што своевремено ги напишале овие песни се среќни што повторно се враќаме на нив, што сме се сетиле на нив. Па неофицијална химна беше Нема друга Македонија на Војо Стојановски. Во еден период во Македонија во едно За мене време. едно од по-маестралните дела напишани со огромна вистина во стилот на Заветна, во стилот на Бисер Балкански, така да мислам дека и тоа е една песна која што мене додека ја слушам сама, кога ги слушам сите заедно, ми буди некоја посебна емоција, се надевам и публиката ќе го има истото чувство. Па се работи сепак за, ти кажав, според мене, неофицијалната химна на Македонија. Знаеш сега- како, Александар, не е само песната, него интересно е што не знам како да ја речам, сите мои колеги кога ја пееме, убаво ни е. Значи ја чувствуваме некако премногу ти е блиска. Знаеш тоа што го пееш дека е вистинито и сакаш да остане така да биде. Кога ќе чуеме? Ќе чуеме за неколку дена. И со тоа веќе почнуваме да одиме низ градовите во Македонија заедно со... Тоа ми е следното прашање. Ќе имаат можност многу граѓани на Македонија да ве чујат и во живо. Да, Се да. работи за концерти организирани каде, кои градови од прилика знаете? 8 града се на број, како и минатиот пат, но овој пат вметнавме 4 други градови кои што не ги посетивме минатиот пат. Значи одиме во Гостивар, одиме во Охрид, во Велес, во Струмица, Делчево овој пат исто ќе го посетиме, Битола, Прилеп, ако пропуштив уште некој град, мислам дека ги кажав скоро сите, не избројав, ама 8 треба да се на број. 8 да и во најавата на Почнуваме со Охрид на 26 август, во убавиот Охрид ќе ја фатиме и убаво време, сигурна сум. Потоа сме во Делчево и мислам дека ќе пробаме уште во неколку градови. Моја желба лична ќе биде да одиме и во Кичево, затоа што многу од нашите граѓани би сакале таму да не видат, а и мислам дека кичевчани се познати по македонската песна. Војо Стојановски, Така е, нели? така е. Моја желба би било да вметнеме во распоредот и да го вметнеме и Кичево. Еве, јас масовно ги повикувам сите наши гледачи да дојдат на овој концерт, да уживаат во македонска музика. А се надевам дека и вие ќе уживате, пошто она што го знам, моето искуство говори дека македонската публика кога е на концерт знае да препознае
што е квалитетно, Дефинитивно. знае да што е добро. Дефинитивно. Како се чувствуваш кога пееш меѓу нашите? Дали има некоја поврзаност, емоции? Да. Јас ги следам често пати твоите настапи и се гледа дека настапуваш со многу емоции, со многу душа, со Па не знам многу поинак. искрен патриотизам, не оној наметнат вештачки. За мене тоа е најубавиот дел од мојата работа. Значи, се е убаво во процесот на создавање на македонската песна и на преработките и на снимањето видеа и размислување во кој правец да движи, но делот кога ќе дојдете на сцена и кога гледаш пред себе 50 на деца од 9, 10, 12, 15 години кои што во еден глас пеат нешто што можеби пола и не го разбираат што значи, затоа што се тоа тешки големи песни. И баби кои што и дедовци кои што своевремено биле во процесите на создавањето на самостојувањето на оваа земја и плачат од што ја чувствуваат таа емоција, за мене е круната на мојата работа. Емоција внесувам во секој дел од мојата работа. Значи, јас сум човек кој што 100% игра со срце, не знам поинаку, можеби некогаш е тоа мана, некогаш е плюс, но се уште мислам дека во уметничкиот дел, во Бојана како пеач, искреноста и 100% давањето во нештото е за мене најважната работа. Да, некогаш некои човечки карактеристики беа доблести, од денешно време може и мана да бидат. Па тоа велам. Многу добар, искрен, некогаш со Новото времето. време носело треба да бидеш ваков таков, јас не знам да бидам поинаква, па ќе си останам таква. Имаш исклучително широк спектар на интересни настапи, значи Да. различни музички жанрови кај тебе. Точно, Знаеш експериментирам. Знаеш све да отпееш. Така е. Овака. Што најмногу ти се допаѓа да отпееш и што најмногу сакаш да слушаш? Вака, во последно време многу сакам да слушам ова што сега го работам. Човек сум кој што копа по архивите на македонската музика. Постојано преслушувам, слушам, каде што имам конекции да ми дадат нешто старо и тоа го преслушувам. Се враќам на старите фестивали, Валандово, Макфест. Некако ја истражувам македонската музика. Но во суштина сум длабоко во себе рокерка. Сакам да слушам рок музика и сакав на времето да пеам рок музика, сакав да бидам Шер. Ми беше идол, веројатно и темпераментот мој. Во принцип немам ограничувања на кога станува збор за музика, македонската музика и се што значи македонска музика ми е на прво место. Иако кога сакам дома да се релаксирам, може ќе ти биде чудно, голем обожавател сум на фадо музиката, португалската, и често пати велам дека кога португалците со фадо музиката направија свој бренд во светот да пеат на португалски, да го пеат својот фолклор таков каков што е, зашто ние македонците како најпосебни во нашата изворна музика не го концепираме да го шириме нашиот фолклор како што го направи тоа Марица со фадо музиката. И јас се уште верувам во тоа дека можеме да го направиме. Па, предпоставам дека и проектот Македонија во срцето да носиме, основната водилка идејата е Да, нели да, таа да бидеме. Искрено се радувам на овој проект, искрено ти го кажувам ова, мислам дека е во многу вистинско време. Во многу вистинско време од Точно. времето. Кажи ми, пак цело време се враќам на Македонија во срцето, ама искрено ти кажам. Во срцето ти е. Во срцето ми е многу, мислам да. Кажи ми, целта нели на овој проект дали е зачувањето на македонскиот мелос или е потикнување на патриотизмот, дали е основната водилка? Микс на повеќе идеи е тоа. Микс на неколку акции за да стигнеме до конкретна цел. Да, потикнување на патриотизмот, можеби откривање на заборавениот заспан патриотизам, пошто верувам дека како македонци си го носиме длабоко во себе, едуцирање на новите генерации, каква е нашата музика, од каде потекнуваме, што е во нашиот генетски код, обновување на тие песни, задржување на нивниот век, Така. и да се некаков мотив за создавање на нови песни. Значи, можеби не баш во истиот стил, но да се поидовна точка за правење на нови авторски песни во тој дух. Така, дали те разбирате твојата генерација конкретно, пријатели? На почетокот ми се Познавајќи смеја. ова што го Да, збориш сега, на почетокот ми се смеја, затоа што ова било 21 век, ние сме живееле во ерата на дигиталните медиуми, светот каде одел, а ние сега пак ли ќе се враќаме на старо. На почетокот ми бев смешна, као се што ти текна сега тоа, зошто би го правела тоа, од кај сега, аман бе веќе, кој гледа тоа, сега ние гледаме да шетаме по светот, но
од денешен аспект, кога помина време, кога се виде ефектот на истото и колку е многу значаен, затоа што, Александар, не знам дали паметиш дека ние минатата година и овие последниве 2 години ние имаме матуранти кои што слават матура со бисер балкански, со заветна, со едно име имаме и со знамето на Кутлеш. Тоа сакав да ти кажам, убави некој ќе ги видам Нели? и свадби. Еве се најде во моментов. Душата ми се полни однака искрено. Значи, сме успеале. Значи, во одреден момент тој проект имал причина да влие на освестување на млади генерации кои што не слават матура со нешто друго, него слават кога се збогуваат со училиштето и со генерацијата и се емотивни, слават со тоа. И за мене тоа е најголем успех. На своето. И е успех во секој случај во едно време кога нели на матури одеа ти текнува со труби, со Да, со трубачи, со српските Јас немам ништо против никоја музика, меѓутоа како нешто пример даваме, што си е нели длабоко во душата, треба да си го негуваш како човек. Да, Работиш паралелно на уште една работа, што ретко која знае дека веќе е закажан терминот, колку што мислам. Да. 13 Штета што ретко ја знаат. Да, 13 декември, така? Да, 13 декември во Македонска филхармонија. Голем солистички концерт. Конечно. До кај се подготовките, како се... Па до никаде реално да бидам. Нешто да чуеме, имаме кој ќе биде со тебе таму. Ги договорив гостите на концертот, не сакам да ги откривам, тоа ќе бидат мои драги колеги со кои што се надевам дека ќе се договориме да испееме дуетски песни, така имам замислено, дали нивни, дали мои, дали нешто сосема трето ќе отпееме. Значи не да настапат само самостојно, него би сакала заедно да испееме. Па ако можам и пола би ги поканила, ама ќе видиме временски колку сме ограничени, тоа ќе биде една па не знам, целосна една приказна сите фази на мојата кариера, од моите почетоци до мојата некоја средна фаза, па позрелата фаза со патриотските песни и мислам дека ќе биде вечер на емоции. Така. Ќе се потрудиме целата емоција од себе да ја оставиме на сцена. Можеби рано уште неколку пати во моите емисии ќе потсетам дека на 13 декември треба да се биде на концертот на Ти благодарам. На Бојана. Знаеме каде ќе биде? Во Македонска филхармонија, се уште картите не ни се ставени во продажба и затоа можеби толку многу не го споминувам, но кај да е периодов ќе ги објавиме во живо. Да, нормално. Нема шанси, не. Тоа ќе звучи добро во филхармонија, пошто е нели акустично добра. Пак има и добри музичари и ќе биде убав репертоарот. Да. Кажи ми, еве 23 години кариера. Да. Во јавност, во естрада. Дали по 23 години се гледаш таму каде што како дете сонуваше да бидеш тоа што си? Дали ти си исполнува сонот? Да. Дека треба да бидеш тоа? Токму таму. Од секогаш знаев дека сакам тоа да го правам, од секогаш знаев дека сакам да бидам пред публика, и да јас да ја црпам таа енергија од нив и кога ќе го направам концертот ќе ти кажам уште тогаш дека да, тоа беше и го постигнав. Јас ќе бидам на концертот сигурно. Сигурно. Во секој случај и ќе сакаме да уживаме таму. Кога сме кај настапите и концертите сите тие работи, знаеме дека сите јавни личности во Македонија знаат да бидат подложени некогаш и на лажни вести, на лажни информации, на лажни приказни. Стандард. Имаше најавуван дури неколку дена беше еден голем наводно скандал дека Бојана има добиено 13.000 евра за Дај Боже. Дај Боже. Така беше. Така е. Се случи една добра реакција од твоја страна. Па морав. Многу квалитетна. Во која што сето тоа го демонтрираш. Што стана збор уште вака на нашите гледачи? Да, ќе го биде јасно објасниме. бидејќи вака бомбастично изгледаше веќе видиш 13.000 евра за еден час настап на Бојана. Да. Дај Боже да стигнам до таа цена, ама тешко во нашава држава се уште. Што беше приказната? Што беше вистината? Тие 13.000 евра всушност беа хонорар за целиот проект. Значи, ние настапувавме како проект, имавме свој концерт во Неготино, секој 15 септември тие имаат своја традиционална прослава во Неготино и бевме поканети, јас како менаџер на проектот, бев исплатена
за целиот проект, организација на проектот, исплата на пејачите, организација на бина, озвучување и така натаму. И многу ми е жал што одредени медиуми сакаат тоа да го пласираат како скандалозен наслов кој што значи дека јас нешто во позадина правам незаконски, добивам пари што не ги заслужувам и така натаму. Во суштина беше еден обичен обид да се замајува јавноста. Јас би сакала, јас кажав и тогаш дека би сакала ние пејачите во Македонија да стигнеме до таа цифра, која што е всушност и половина од цифрата на нашите колеги надвор од Македонија. Значи, замислете, ние зимаме 13.000 евра за 13 изведувачи кои што настапуваат на концерт заеднички. И одма пишува некој дека тоа е скандал, дека тоа е лошо, а мене не ми е јасно, еве, сакал ти да ми кажеш зашто не ги скандализираат така гостувањата на странските пејачи во Македонија, кои што слушам и енормни суми, значи некои влегуваат без менаџери, без таква приказна со кафанџијата се договара, ни данок не плаќа, не тие работи. Зошто е тоа? Зошто се случува тоа кај нас така? Зашто ја напаѓаат Бојана, зашто не го нападнат? Да не користиме имења некој што не знам како размислуваат дека не знам колку кукава треба да биде цената на македонските изведувачи. Најверојатно ние за се што е во однос на македонско производство имаме таков став, дека е домашно па треба да биде малтене без пари. Не знам, ефтино. Или ефтино. Нашите колеги од околината имаат два пати поголеми суми од оваа за кои што бевме исплатени ние. Ама медиуми, луѓе, каде е јас? Што е вината? Ние имаме страшно големо влијание во Македонија. Огромно. На одредната музички, или тоа се цели музички индустрии, машинерии во нашето соседство, кои што вликуваат со многу пари. Што мислиш, која е причината зашто тоа не се случува во Македонија, овие да земат 10 пати повеќе од вас тука дома? Прво и основно, ние треба да подразмислиме докаде сме со застапеноста на македонската музика и македонската продукција воопшто. Значи, не знам дали постојат закони, ако постојат треба да се применуваат, ако не постојат треба да ги создадеме, да има повеќе македонска продукција, пласман на медиумите. Се уште телевизиите се на прво место по влијателност. Ако вие ги разгледате нашите македонски медиуми, програмата, ќе сватите дека ние имаме најмалку простор за македонска музика. Значи, вие имате во сабота целовечерно шоу кое што емитира странска музика и тоа е влијание. И во недела имаш слично такво. Сега, велат, немате доволно македонска музика. И тоа е сега еден ланчан процес. Значи, ако немам пласман, јас не сум доволно популарна, па немам настапи, па не сум доволно платена, па јас не можам да вложам во музика, па не можам да правам скапи спотови, тука треба да бидеме заштитени како македонски производи. Значи, македонската музика е производ. Кога би била поголема застапеност и кога би биле заштитени во делот, например, доаѓа некој пејач од надвор и не знам колку плаќаат данок и дали воопшто плаќаат данок и колкава е тој процент, затоа што јас, например, ако правам концерт, јас треба да си платам 11% данок, нели? Треба да платам на ЗАМП за авторски права, значи кога организирам концерт. Треба да платам многу работи како македонски изведувач. Плаќам данок на картите. Сега, дали е тој истиот случај со луѓето што доаѓаат од надвор? Значи, треба да има инструменти со кои што би се заштитила македонската музика. Треба државата да ја заштити во секој случај. Како мора да не заштити. Во Хрватска како што се случи, дали во Хрватска, ти ако си хрватски интерпретатори, хрватска музика и од данок да слободуваат и ти даваат одредени бенефиции да снимаш. Точно. Да, и во Франција е слично. Ако си странец, 56-80% данок. Така е, така е. Сега, тоа кај нас кога би се применило, многу поинакви би биле условите и за нас и помало би било влијанието на дворешната музика врз нашето население. И мислам дека македонскиот народ не е точно дека не сака македонска музика, туку едноставно треба да му биде пристапна. Треба да ја слуша, треба да ја гледа. И треба да имаме повеќе продукција на македонска музика, ама тоа чини пари, луѓе. Нема култура без пари, нема музика без пари. Значи, треба да се вложува во неа. Имаше добри проекти во минатото, но реализацијата мислам дека беше секогаш реализацијата беше погрешна. Се согласувам со тебе дека треба да се има помош и дека сето тоа чини, кошта пари, но ако од друга страна земеме Бојана дека најефтиниот начин да си изрекламираш својата држава и да те познаат во светот е токму културата.
И спортот, музиката, спортот. Верувајте, тоа ќе не препознаа, верувајте, нели? ние како земја немаме поголеми оружја од тие две нешта. Ние сме помала земја која што не можеме да се економски да се порамнуваме со поголеми земји од нас, но по она што сме посебни, кај што имаме голем потенцијал, тука треба да се вложува. Така. Има практично една стратегија на овие големи музички групации, што да ги кажам, индустрии, би рекол, во нашето соседство. Покрај тоа што нели си тераат своја музика, свој систем, турбофолк, како и да им се вика. Да. Дури турборок имаат. Да, имаат различни варијации на тема, да. Со таа работа создаваат нели своја музика, меѓутоа купуваат и квалитетни вокали и гласови кои што после тоа некако тие што ќе се продадат, практично веќе го губаат она пошто биле препознатливи. Еден мој гостин претходно имал неколку непристојни понуди од странство. Дали се случило тоа во твојот случај, дали си имала понуда така да не пееш на македонски, да те тераат за некоја друга продукција, да ти вика дека твојата музика не е подобра? Тие постојано кога ќе отидете, јас сум соработувала со луѓе надвор од Македонија, еве во Србија на пример, тие веднаш ти велат имате проблем со јазикот. Тука не би поминало тоа на македонски јазик. Значи треба да правите, не знам, српско-хрватски. И сега како јас како македонка да се изразам себе си најубаво ако не си пеам на својот јазик, нели? Никогаш ние нема да можеме ниту пак тие да испеат македонски начин, песна на македонски начин како што ние тоа би си го направиле. Многу од колегите имале обиди таму да се пробијат, нели? Верувајте, тие се многу себични во тој дел. Тие многу си се држат, си го чуваат својот пазар. Многу е тешко вие да поминете низ нивните продукции, освен ако не ве претопат, како што било случаеви да ве побараат да пеете само на српски или не знам да правите нивен стил и таму да се префрлите скроз. Значи, тие си го чуваат својот пазар и многу тешко пуштаат некој од тука да им влезе таму да им се меша. Јас се сеќавам во едни времења, конкретно Фолк фестивал Ландова. Еве имаш искуство повеќе. На почетот таму 80-тите години беше престиж некој од бившата држава Југославија да дојде таков пеач да пее во Ландова. Ма се уште е престиж, верувај. Уште сме си останати на истото. Имаше, знаеш, кои имења се имаат поминато, Бабич, Мавич, таму сите тие и пеа на чисто македонски, онака луѓето се познаваше на моменти, нели? Дури нели беше симпатично дека како Хелена Благне од Словенија, уште го паметиме тој настап. Сега тоа е променето. Сега дури и наши изведувачи млади прават музика исклучиво на српски јазик. Значи на српско-хрватски, затоа што тоа ќе го слушал цел регион, па и Македонија. Јас тоа па да, имаш тима во Македонија. Ние што фативме дел од Југославија, учевме српско-хрватски, па нешто, ама не можеме да ги разбереме родени. Па идејата е да се пробиваат на тој пазар и дека тоа бил као регионален нели пазар кој што полесно ќе помине ако го пееш тоа нели на друг јазик, на српски и не прават македонски верзии на песните, што за мене едноставно мислам дека и публиката тука има проблем во Македонија. Ако велиме дека сме многу со големо влијание од надвор, не ги слушаат песните ако ти како македонец не му направиш македонска верзија на песната. Народот е умен. Да. Паметен е. Народот е умен. И знае да процени, но жално и тажно е млади луѓе тоа да го прават. Барем мене. Тоа е последица на влијание што многу долго време трае, Александар. Значи ние мораме да го намалиме и да го прекинеме тоа. Мислам, ако сакаме да имаме, да си го задржиме јазикот и да бидеме свесни, пошто ќе помине време каде што нашите идни генерации ќе ни речат овој јазик и овој избе како македонскиот, па зашто мислам ќе си го изгубиме она што е наш идентитет. Што сме познати. Точно. Бојана, ајде маце да одмориме музиката. Ајде. Да проговориме. Сега политика ќе ме прашаш 100%. Не, ајде да правиме муавет. Се е политика во Македонија, животот. Бога ми да. Животот е политика. Бога ми да. Кажи ми, еден период те гледавме пред малите екрани во улога на водителка, новинар. Да. Кажи ми од каде таа пасија во тој период и што е потешко според тебе, што мислиш, да си пеач или да си водител? Двајцата се позади микрофонот. Па исто се тешки. Може би
ајде, пеењето е малку потешко, затоа што едноставно е понапорно, нели, патуваш, турнеи, контакти, пеење, е физички повеќе си исцрпен, но и новинарството, водителството не е лесна професија од моментот кога вие треба да создадете нешто интересно, контент кој што ќе задржи внимание и да најдете соодветни соговорници, што во Македонија и не е така лесно. Од причина што во последно време, јас барем кога ја работев во улица Македонија, ми беше тешко затоа што беше па некоја летаргија. Не се појавам на телевизија, сега не ми се зборува, сега немам ништо ново, а што да промовирам. Тоа тешко. Тоа било сигурно тешко да се. Да, тоа беше човек. Да, а треба да биде интересно затоа што е тоа животна приказна во која што треба да го раскажете својот живот, па тука постои еден менталитет каде што на пример ние сме тешки за раскажување на своите убави и помалку убави моменти, затоа што секогаш постои осудување. Ќе каже комшијата, ќе каже овој на Facebook, па ја не можам тоа да го признам, а секаде околу нас нели зборуваат отворено за некои работи и микс на повеќе работи кои што ти прават тешко да ти биде да направиш нешто искрено. Така ти фали? Ми фали и сум имала ситуации во кои што веројатно бев добар психолог и затоа сум и пеач, затоа што пеењето е поврзано со психологија, треба да знаете што да му дадете на тој што треба да стои пред вас. Горда бев кога после емисија мои колеги пеачи, една ја паметам особено, вика, мислев дека ништо нема да ти раскажам и ќе успеам да бидам затворен, ама како полека ме обработи, ти раскажав се. Така, ме отвори. Како ме отвори, да. И ми фали. Да, си искусна во тој дел си работела, нели, во водителството и новинарството. Денеска е време еве и на алтернативни медиуми како оној што се во моментот под подкаст. Дали мислиш дека и тука имаме еден проблем во Македонија, дека е многу спуштено нивото на комуникација? Да, премногу. Со соговорниците, не збораме за употребување на други јазици, туку само и од ниво на комуникација, спуштен, ниско, со вулгарности, со навреди лични, персонални. Мислиш ли дека не е спуштено нивото на комуникација? Премногу е спуштено. Како да станавме гладиаторска арена. Значи, колку е нешто по-мизерно и колку е по-навредливо, тоа е погледано, тоа е повирално. И малце сум шокирана, затоа што потекнувам од едно друго време. И јас лично како човек не сакам тоа да го гледам. Особено во тие некои дебатни емисии каде што буквално е арена. Буквално си викам, добро, дали е ова можно? Дали е ова можно? Дали е реално? И поготово па кога ќе почне да се пласираат оние лажни вести, лично персонално за приватниот живот да, страшно е. Често пати си била и ти жртва на многу често малициозни, нели. Отрпната сум веќе затоа што знам многу да одберам што може да ме погоди, што може да има влијание, што не може, ама генерално треба да се има и некоја домашно воспитување до каде може да одите. Живееме во општество каде што мизогенијата практично мрзењето на жените е страшно овде. Може да зборуваме за таа тема? Да, слободно. Јас имав цела емисија. Ама ја имам анализа правено. Ама само ова е чудо. Јас сум анализирала дека имаш ти една генерација на, немој да ме сватиш погрешно, на мажи од 50 до 65. Тоа е луѓе страшно. Тука сум тие години. И сопругот мој. Тука сум, да. Не знам зошто, јас многу често гледам дека лошите коментари, ама она тенденциозни, ниски, мизерни, вулгарни, страшно. Мене ми се понекогаш и смешни, потекнуваат од една таква граница на возраст од мажи. Тоа изгледа втори пубертет вака, ако си го анализирала психолошки. Не знам. Јас искрено ми се случи, во последно време бев на мета на такви ликови. Еден е јавна фаца, еден е бивш политичар и се читам човеков пишува некој статус, ме вреѓа, само онака баш навредливо физички и лично. Сега да земам да му напишам, видам тука јас, да го спуштам во женски стил. Нема да те свати. Нема да ме свати и реално сватив дека едноставно ја превземам играта. Продолжувам во истото темпо, апелирам дека треба да се врати џентелменството во мода.
Апелирам, ние мајките што имаме синови да ги воспитуваме децата во еден дух каде што постојат дами и джентълмени, да има некоја граница. Апелирам да внимаваме што зборуваме дома пред децата, затоа што ова не знам дали има некаков крај до каде ќе оди. Да, баш на тој начин ќе успееме да ја менуваме и состојбата на размислување некои помлади генерации, оти еден ден и тие ќе бидат можеби жртва на сето она, нели, за кое што и не се бореле. Така е. И ако важиш дури за, како викаат, самата на неколку пати си имаш декларирано како борец голем за женските права. Точно, не сум класична феминистка, но сум жена која што сака да стои позади жените како став. Па да, имаше една песна, ми треба, така беше. Да, си гуглал. Да, морав да Не, јас не сум добра вила. Не, јас не сум добра вила. Никогаш не сум била. Види, треба да има... Дали кај вас, само извини што ќе те прекинам уште ова, дали постои обично во други големите, нели, држави каде што има естрада, нели, страшно голема, сами на себе кои ќе си пуштаат лажни вести, па од тоа си прават приказни, има ли? Не, кај нас нема. Не, кај нас не. Ние сме се уште поинакво општество. Не само да не штетиме. Ние само да си оговараме, да си буцкаме. Во нашиот менталитет тоа ми сметало, повеќе ми се допаѓа, например, да некој дојде и ти каже нешто во лице, отколку да ти се смеја да работи во позадина против тебе. Па си го имаме често како менталитет. Немаме лажни вести, никој од, барем јас до сега не сум слушнала некој да го правил тоа, дали не сме доволно храбри или пак сметаме дека со тоа нема нешто, кој знае што да добиеме во кариерата, ама не, кај нас на естрадата го нема. Планираш некои нови соработки? Да. Надвор од Македонија, наставнови народна сцена. Ова што е проектот е, ние ќе те следиме секоја секунда, да знаеш, ќе известуваме за тоа, нас ни е природно. Така си го чувствуваме како дел од нас. Говорам како сите нас што сакаме македонската музика и што сакаме Македонија. Но нели размислуваш дека е потребно малку да излеземе надвор од границите? Да, потребно е. Потребно е. Јас би сакала да се оствари една идеја која што сме ја зборували претходно вака само на маса, би требало да ја реализираме. Може да се направи, например, овој Македонија во срцето носиме како проект да направи соработка со филхармонии надвор од Македонија. Она што го направивме како концерт минатата година со филхармониски оркестар, можеме да направиме да гостуваме со филхармонии во другите земји. Не знам, еве во Белградска филхармонија, па и во Хрватска, па можеби некогаш и надвор од Балканов. Во Софија, зашто да не е културен центар? Во Софија и зборувам и Австрија и надвор од нашата околина, затоа што овие песни преубаво звучат и со филхармониски оркестар, а верувам дека на земјите ќе им се допадне како идеја. И мислам дека убаво би поминало. Па, со оглед на тоа дека те категоризиран барем во моментов, иако не си како интерпретатор кој што пее повеќе забавно него. Да, па во суштина сум ја забавен пеач, да. Имате повеќе проблем ви од Македонија за настав во диаспората, кој што третирате таква музика од условно оние кои што нели пеат народна музика, добра идеја и за да се промовирате што повеќе и вие. Така е. Јавно ги повикам културно-информативните центри надвор што се од Македонија. Добра идеја. Нека се поврзат со Бојана, зашто да не направиме неколку концерти. Мислам дека би направиле брилјантен концерт, замислете колку би убаво би звучало тоа и луѓето да ги запознаваме што значи македонскиот фолклор изведен на еден таков начин. И тоа природно. Една приказна имаше на времето, Александар Сариевски покоен ми ја кажа, кога танец настапил прв пат 50-тите години на некој многу познат фестивал во Волонгонг, мислам во Англија се викало местото, каде што цел свет настапувале овакво фолклорни групи и тогаш танец настапил со тешкото прв пат. Александар Сариевски бил тапанџија, а Јонче Христовски бил кецот што играл таква постава биле. Да, колку е тоа култно. Да, и тоа го отсвириле, го одиграле тешкото, тоа ми го раскажуваше Ацо Сариевски, после тоа имале настап со изги кавалџиите македонски, некој Никола многу познат кавалџија бил. Завршиле, победиле луѓево и вика ни дојдоа музиколози, вика од
Кембридж, од Оксфорд, и викаат како го свири тоа, напишете него на ноти. Да. Ке биле сите писмени музичари, меѓутоа им рекле, ова од душа се пее, од срце, Така од тука е. Едноставно не може да го направиш ако не си од таму. Тоа е она што треба да го направите, вас да ве Точно. почувствуваат и да ве видат онакви какви што сте. Ајде малку да проговориме за Бојана не како, нели, интерпретатор, не како режисер, Така е, се помалку. туку како еден семен човек. 10 години во брак, како што 10 сум, така. 10 години во брак. Сташе веќе тоа сериозен. Тоа е негде пред да. Кажи ми, поддршка од семејството имаш ли за сето ова што го правиш? Од Огромна. сопругот, од децата? Да, јас и тој не само партнери во приватниот живот, ние сме партнери во работата и навистина сме една добра комбинација, веројатно поклопени карактерно. Без таа поддршка ништо од ова не би можела да го реализирам во смисла да бидам и мајка, и сопруга, и пејач и успешен човек. Многу од нештата должам на моето семејство, затоа што за мене семејството е база. Базата во која што се полните со енергија и базата од која што се излегува. И за мене тоа е светост и јас сум среќна што имам такво семејство. Јас и Васко сме... Како те доживуваат децата? Они ме доживуваат како мајка, која што Така, треба да им направи Кога видат по јадење. телевизија, вака, кога ќе Не те се видат- многу возбудени во Така. тој дел, иако Ѓурги знае да покаже мала љубомора, например, ако некогаш настапувам со некој дечиња некаде, па тој не бил таму или не бил на сцена, тоа било некој настап смислен, па знае да биде љубоморен, искрено не ја интересира тој дел, се уште се живеат во свој филм. Се деца. Да, и се деца, јас не сакам да им го скратам тоа, не ги форсирам дека треба да бидат кој знае што, дека треба да бидат музичари или ова или тоа, нека го најдат својот пат. Сега се деца и треба деца да се. А Васко го зафркнав да влезе во мојата работа. Така ти си виновникот за тоа. Па јас сум, буквално јас сум затоа што потекнува од сосема друга работа и по друга професија го зезнав во наводници да влезе во оваа професија и му е убаво. Оди добро. Така. Магијата му влезе, чивијата влезе. Така, чивијата, да. Чивијата влезе и сега уживаме во целиот процес, иако сме тотално различни карактери, значи тој е трпелив, упорен и бавен, а јас сум се различно. И наоѓаме некоја средина. Па се наоѓа, да, НЗС, како викаат. Да, значи заедно сме во добри. целата. Дали, кажи ми, некогаш си се покајала што си го одбрала овој пат во животот, дали нешто друго би сакала да бидеш после 23 години во естрадата? Дали си разочарана од тоа? Дали си очекувала повеќе или помалку? Не, би го одбрала повторно истиот пат, иако имам моменти кога се лутам дека никогаш не ја разбираат благородната идеја конкретно на правење на овој проект. Тогаш само знам да бидам повредена, дека се бара некоја друга позадина, а знам која е главната и генерална идеја и благородната идеја. Тогаш знам да речам дека деле, сакаш да направиш убаво, сакаш да направиш, да оставиш нешто, да се бориш за нешто, да едуцираш и не те разбираат и ти бараат друга позадина. Тогаш знам да бидам малку вознемирена, а во принцип не, би го одбрала истиот пат, затоа што се ова беше исполнето пред се со многу љубов. И многу убави моменти дружења. Не се парите приоритет, приоритет е она што го добивам таму, како... Мојот идентитет е тоа музиката. Така. Нема да веруваш, поминаа 60 минути вака. Толку брзо, се назборев Александар. Додека разговарам, али морам да признам дека беше многу пријатен разговорот. Нешто повеќе од 50 минути, ама вака динамично и убаво во секој случај. За крај, да ми кажеш каква порака би им спратила на македонските гледачи, на луѓето кои што сакаат да слушаат музика, каква порака би им пратила поготоа на младите луѓе кои што треба да бидат да продолжат ономо каде што Бојана и компанија застанале како некоја генерација.
да ја почитуваат македонската музика и да ја слушаат македонската музика, затоа што така се почитуваат себе си. Убаво е да го прошетате светот, убаво е да бидете насекаде, да бидете светски човек, но најважно е од каде потекнувате. А ако не се сакате прво себе, не може да очекувате да ве сакаат и другите. Тоа е една моја порака и затоа, роде мој, почни сам да се сакаш. Одлично. Ти благодарам, Бојана, за оваа прекрасна емисија. Ти благодарам, Александр. Се надевам дека пред концертот ќе се видиме на 13. Се надевам дека во Проверитас. Цела екипа ќе ми дојдете, ќе бидете мои Со гости. задоволство, овие луѓе тука ја сакат, ја ценат и почитуваат многу Па затоа и сум македонската музика. Да ти посакувам многу успех во овој проект, да проложиш најмалку уште 100 песни да препеете македонски И да создадеме нови. и да создавате Идејата нови. е да создаваме и нови. И Така е. да бидете што повеќе во што поголем број и да се врати онаа приказна искрено. Јас сакам, бидејќи сум бил човек долги години кој што работел во радиото и со македонска народна музика, да ти е милина кога ќе отидеш, кога ќе си ја чуеш песната на свадба, на било Така е. која весело, кога ќе си ја повикам, оти ми е во душата, длабоко, душата ми трепери. Така Вика, е. со македонскиот мелос мора да се роди, што ти е тука, длабоко Така во е. срцето. Затоа сме најпосебни од целиот свет. И Точно треба да така. го негуваме тоа. Уживајте во песната и во пораката што ја носи. Линкот ќе го најдете во коментарите. Тоа беше 20-то издание на Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.